Се уште нема решение за загадувањето на воздухот во Куманово. Граѓаните алармираа, а овластените инспектори потврдија дека веќе неколку седмици на различни локации во градот се чувствува непријатна миризба на изгорена гума и пластика. Загадувањето најмногу е изразено во вечерните и раните утрински часови. По анализите на терен е утврдено дека загадувањето доаѓа од фабрика за производство на лепак и креч во општина Прешево, Република Србија. Излеговме на терен со цел да утврдиме дали на територија на општина Куманово постои некој стационарен извор кој би предизвикал загадување од таков вид. И тоа го правевме во ноќни часови заедно во соработка со државниот инспекторат и утврдивме дека на територија на општина Куманово такво нешто не постои и бидејќи знаеме дека и сите инсталации јас ги контролирам, тоа се сите лесна незагадувачка индустрија. Дури се посомневавме на нашите асфалтни бази, кои што исто така ги контролиравме во ноќните часови, тие не работеа. Понатаму имаше една инсталација во село Костурник, на која што се сомневавме дали работи, на кој е кажано дека не смее да работи, дека не ги собере сите потребни дозволи, дали ќе ги добие. И таа исто така не работеше и понатаму истражувавме и отидовме спрема наши сознанија од наши сограѓани, значи кои што живеат во селото Бановце и наши вработени на граничен премин, ни укажа дека најпрвин таа непријатна миризба и доаѓа од соседна Србија. Отидовме и со нив и со шпедитери, со цариници, направивме интервју, разговор, сами се уверивме. Исто така наши сограѓани, односно наши колеги кои што патува за Србија, ни доставија снимка конкретно за која инсталација станува збор. Така да ние како општинска инспекција го известивме државниот инспекторат со цел да се преземат понатамошни надлежности согласно закон за меѓугранично загадување. За проблемот со аерозагадувањето во Куманово запознаени се Инспекторатот и Министерството за животна средина. Тие веќе контактирале со колегите од Србија, но за сега нема никаков одговор. Истовремено е остварена и комуникација со помошник министерот задолжен за инспекцијски служби при Министерство за заштита на животна средина на Република Србија Дејан Фугјановиќ, со кој е информиран за повторното загадување на амбиенталниот воздух и е побарано да го информира државниот инспекторат околу инспекцијските постапки на српските институции во општина Прешево. Државниот инспекторат истовремено направи контрола и на сите отпади во општина Куманово и им укажа дека доколку затекне бакар добиен како резултат на палење на каблите, истите ќе добијат забрана за работа, односно ќе бидат затворени и изречени парични глоби. Од општина Куманово појаснуваа дека загадувањето не може да се реши на локално ниво. За проблемот веќе е известена и општина Прешево како и амбасадорката на Република Србија во земјава. Согласно податоците со кои што располагаат, веќе е поставена лабораторија со која таму ќе се мери аерозагадувањето. Утринава се слушнав повторно со неја и соопштив дека загадувањето било особено интензивно во меѓу 1 и 2 ноќеска, значи на два наврата и околу 5-6 утринава. Истовремено контактирам со луѓе што работат на граница на Табановце и тие што биле во ноќна смена кажаа дека загадувањето било во тој период најсилно. Амбасадорката побара да и се обратиме и лично, значи како на амбасада се потпишавме со градоначалникот и испративме писмо во кое бараме итно да се реши овој проблем со загадување, затоа што наводно, според сите оние показатели и видеоклипови што ни ги испраќаат луѓето што одат во Србија, е од фабрика за производство на лепак и на креч. Всушност, она што го гледаме на клипови, тоа е еден густ облак на чад што се шири на кај наша територија и ништо чудно што ни се случува ова. Во секој случај кумановци не смеат да бидат заложници на едно вакво загадување. Некој ќе профитира, некој ќе се гуши, затоа апелирам силно преку институциите малку да се крене на повисоко ниво и да се реагира многу побрзо од тоа што се реагира преку институциите, значи се стават мерни станици во ред, се тоа, меѓутоа може многу побрзо и да се исчитат и да се алармира и да се стопира ова загадување. Како председател на совет мислам дека друго не би можела ни да се обидам да направам, значи се е во рамки на нашите надлежности, на градоначалникот и на мене како представник главен на граѓаните на Куманово.
Група граѓани пред неколку дена одржаа и протест на градскиот плоштад во Куманово, од кој побараа надлежните да го решат проблемот со загадувањето на воздухот.